господин Наско Чапар ни пристигна во студиото, навистина прекрасна енергија ни донесе со него. Веднаш почна да ми раскажува што сонувал, не знам дали сака да го сподели тоа, но меѓу другото дека задоснил на емисијата, тоа дефинитивно ветува одличен разговор. Добро утро и добро ми дојде. Стварно, добро утро. Благодарам на поканата. Малку незгодно ми време, знаеш, мислев нема да запали колата. Да, навистина е студено ова утро, но стигнавте на време, дури пред време. Јас ве гледав од тука додека зборував со нашите гледачи. Како сте вие? Дали сте добро? Добро, сум бил и подобар, ама... Што значи тоа? Па, малку кашлам се. Кашлам, добро, нема да ве тераме да пеете. Не грижите се. Има навистина интересен повод за кој што сте ни овде во студиото, но најпрво сакам да ве прашам колку ви се допаѓа нашата предпразнична новогодишна атмосфера и како е во вашиот дом? Да ти кажам, јас овде почна снимав уште кога Джаро покојни водеше емисија и овде беше малечко, имаше завеси, тука па со Бора Чорба беше гостин тогаш, пишуваме, свиревме тука додека го намести, а вамо таму и сега не сум прв пат во ова големо, ама е. Секако, вие сте наш редовен почестен гостин. Секогаш кога имате што да ни раскажете. Како е во вашиот дом? Украсивте ли конечно? Да, внуците од кога? Одамна, уште во ноември. Да, тие. Децата најмногу сакаат, се радуваат. Да. Сакам да прашам каква година изминува за вас, бидејќи навистина имате интересни соработки за кои што ќе зборуваме во минутите што следуваат, а дел од луѓето кои што ќе ги споменете, можам да кажам дека ќе ни дојдат и како главни гости овде во 9 часот во некој наредните денови. Секако, да. Годината ми помина убаво, мислам на музички план, па и тоа ми е највеќе, како да кажам, предизвик ме исполнува со музикава. Некои другари уште кога ќе ми видат, ама уште ли свириш? Апсолутно, секако дека ќе свирите. Многу се откажа и некако ми е чудно, навистина, толку добри музичари, да го оставиш ти инструментот и да кажеш чао, не ми е сватливо. Да. Јас се уште така ме полни. Снимавме многу песни. Да. Споделите ни малку повеќе за сето на кое што го работите. Ако почнам, не знам дали ќе имаме... Имаме време, вие само зборувајте. Знаеш како почнава? Снимаме народни песни, ама народни, кавери, ама народни, знаеш кои народни? Народни, кога ги слушав, и сега малку чудно тоа, пред неколку години, напред колку години беше, бев на концерт низ Пиринска Македонија со Васка Илиева и Виденка Ѓорѓиева. Да. И таму, Васка, ја сум знаел колкава звезда, ја тука со неа свирев многу, ама таму цел Благоевград плачеше таму кога пееше. И кога дојдов тука, а многу е сака таму, таму, и кога дојдов и викам на Виденка, сега мораме да, Виденка Ѓорѓиевска, знаете, нели? Морам, викам, да снимиме нешто од овие песни. И сега морам вака беше идејата. Вака сега морам да кажам малку сега. Изворно. Хронолошки. И ја снимивме тогаш Јована, таа е нејзина. После мислам направивме касета за Белград, пола народни, пола ново компонирани. И снимивме, што снимивме. И сега пред 4-5 години бе во Банско за нова година. И беше многу ладно. И не излегов од хотелот. И таму, знаеш, хотелот голем, на секој вакви телевизори, на секој ќош. Да. И слушам јас народна музика. Песни македонски, од стари, што јас сум ги слушал кога сум бил мал, имав едно РР Ниш, знаеш, на лампашко радио, се сеќавате там, кај ме раздоли. Ме врати во тоа време, јас сум малку и подносталгичен. И викам, а тогаш се работав со покојна Марина Бухарич. И викам, Марина, сега кој ќе дојдеме, одиме прво во министерство. Ќе направиме спецификација кои песни сакаме да ги снимиме. И ако ни дозвола, добро, ако не, ќе правиме нешто. Сепак да знаеш, тие се музиката е скал спорт. Секако. Од студио, од музичари. Секако, апсолутно. Секој може да ти направи акер, една ствар, две, ама... За било која работа. Да, и не ни дозволија, отиде Марина, извади кредит. И што да ти кажам, почнавме 6 песни снимивме и се случи тоа што се случи, она се разболе. И останав малце сам, немав тогаш вокал. А свирев во едно друштво Лоза, поздравувам госпожа Лоза, ако ме гледа. И на прославата, а таму има неколку жени кои спеат по хорови. И често пати ќе ми вика, ај дојди ти со Сајзер. Таму ќе дојдат жени, ќе попеат вамо. Таму и дојде едно девојче, се вика Весна Крстевска. И тоа
сите работи, знаеш, чудни се Божите патишта. И сега првата што беше малку таа повозрасна жена, ама многу сака да пее. И иначе од пехческиот крај. И таму има многу убави мелодични песни, викам Данче, за ова што ти ми помагаш, јас ќе ти направам добар аранжман и ќе снимиме сега. И снимивме и ќе дојдат, ми рековте дека ќе ја викате, спотот е прва лига. Да, секако, на неа најмногу мислев кога реков еден од вашите соработници ќе викнеме како главен гостин и знам дека низиниот син женава е музика. Низиниот син кој што живее во Малта ја очекува и цела Малта гледа Здраво Македонија и постојано го очекува низиното гостување, така што јас уште еднаш ќе ги поканам гледачите постојано да не следат, дека јас не смеам однапред да откриам така кога ќе ни дојде, но ќе биде дел од нашите емисии за многу скоро време. Кажете ми дали сакате малку да ги расположиме гледачите со музика? Немаме премногу време, но затоа ве седнавме на вака специјално столче за да биде удобно и да може нешто да ни може ли да отсвирам малце некои тивкички вака забавни мелодии? Не верувам дека нешто ќе биде тивко, но повелете секако апсолутно. Се што ви е вака при срце за да не биде джингерлак. Тоа сакам да кажам. Вие што сакате, оставам на вас. Овие ми се две забавни ствари што сум ги учел кога почнав. Баш убаво. Се филмска музика. Едната се вика Fascination, другата се вика Moulin Rouge. Многу ви благодарам. Ќе ми најдеш повисоко столче. Следниот пат на столчето на Роберт ќе седи. Секако, многу ви благодарам. Верувам дека успеавме малку барем да ги расположиме нашите гледачи, да им внесеме позитивна енергија и онаа празнична енергија за која што постојано зборуваме. Како? Нема време више, готово. Веќе за музика немаме време, но сакам на самиот крај да ве прашам што е оно кој што ќе си го понесете од оваа година и си го посакувате во новата. Што да ми биде исто вакав како што ми помина ова. Баш ми е драго дека сте имале убава година. Ќе биде полна капа, дај Боже. Да, ви благодарам многу за вашето гостување, сето она кое што ни го споделивте. Имате навистина богата и плодна кариера и верувам дека повторно ќе се дружиме, повторно ќе создавате, нема да оставите хармониката, ќе создавате уште повеќе и ќе има многу причини зашто да бидете наш гостин во Здраво Македонија. Благодарам.